Почитуван министре, може би вие не знаете, но еве да ви кажам, главно предизборно ветување во Неготино беше отварањето на породилниот дом. И сега, наместо да се отвори тој породилен дом, во прашање е доведено функционирањето на службата за брза помош. Спомнав дека тројца од докторите преминаа во здравствен дом и самиот кажавте во Кавадарци, значи не заминаа во странство или во некоја приватна амбуланта или клиника, отидоа да работат за иста плата во здравствен дом Кавадарци. Секако се поставува прашањето зошто. Сигурно и вие си го поставувате тоа прашање, јас ќе ви го одговорам. Заради нарушените меѓучовечки односи кои што владаат, во болницата и очигледно лошото менаџирање на работите во здравствен дом во Неготино, во поглед на вработените. Во време кога докторите се толку дефицитарен кадар и кога буквално болниците треба да си ги чуваат овој кадар како очите во главата и како што и самиот премиер кажа, да ги молиме да се вратат назад, кај нас во здравствен дом Неготино, уште на почетокот на годината, еден од докторите си дал отказ заради секојдневниот притисок и закани кој го имал на работното место. А причина за тоа била различната партиска провиненција. И додека од една страна менаџерскиот тим не може да најде да вработи општи доктори, од друга страна во болницата во Неготино се вработуваат партиски војници, со договори преку агенција и тоа во најголем дел шофери и хигиеничарки. Се освен медицински персонал. Исто така, проблемот кој го имаат со недостаток на доктори не му е проблем на раководните лица за да распишуваат тендери за опремување на болницата со врати и прозорци, огромна болница во Неготино, која за жал на сите нас во општина Неготино е празна и нефункционална. Почитуван министер, оглас, како што спомнавте, за здравствен дом Неготино за прием на доктори беше распишан 2 пати, меѓутоа, ниту еден доктор не се пријавил, а како и ќе се пријави кога во огласот стои дека основната плата на докторите е 25.000 денари. Во исто време, кај приватните амбуланти, платата на матичните доктори е 35.000. Ако сакаме, министер, овој дефицитарен кадар да остане во Македонија, ако сакаме нашите болници да функционираат нормално, почнете да го исполнувате ветеното од пред избори. 100.000 денари плата за докторите. И за крај да ви информирам дека доколку вака продолжи и тоа решение што го спомнавте со тимовите од Кавадарци не е решение трајно, бидете сигурни дека ќе се соочите со револтот и со протести од сите граѓани од општина Неготино и Демиркапија без разлика на нивната партиска припадност. Не сум задоволна од одговорот, немам дополнителни прашања.